Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Германскиот амбасадор во посета на општината. Ке се гради кружен тек. Гимназијата активно вклучена во 2 Еразмус проекти. Амбасадорот на Сојузна република Германија во Македонија, Томас Герберих, денеска одржа работна средба со градоначалникот Максим Димитриевски. На средбата се разговараше на повеќе теми, како што се досегашната соработка и заедничките проекти за развојот на мултиетничкото општество и развојот на економијата. Развојот на економијата преку отворање на индустријската зона Речица и Новине, со животот на етничките заедници во градот и проблемот со исселувањето на младите од државата се дел од темите на кои што разговараа градоначалникот Максим Димитриевски и амбасадорот на Сојузна република Германија во Македонија Томас Герберих на денешната прва официјална средба во општина Куманово. Една од главните теми на кои што се задржаваме е секако економијата и потенцијална можност и помош за развој на економијата во нашиот град. Не беше изоставена секако и можноста за инвестиции во индустријската зона Новина и Речици, кое што планираме да отпочнеме со градежни активности веќе во следниот месец. Има интерес од страна на представниците на германската амбасада, кои што ќе направат контакти со потенцијални инвеститори, да ја представиме во целост индустријската зона и секако да направиме дополнителни контакти на веќе постоечките економски субјекти во нашиот град со германските организации представувани во државата. Поразговаравме и за други можности на соработка, бидејќи мултиетницизмот и како битен и за нашата држава и за нашиот град, тоа е нашата предност. Сакаме да продолжиме во делот на развојот на мултиетничкото општество и секако амбасадата покаже интерес. Најважната точка од разговорот за амбасадорот Герберих е напорот кој треба да се вложи во иднина за да се спречи исселувањето на младите лица од државата, искористувајќи ги можностите што ги нуди развојот на економијата. Kumanovo ist als zweitgrößte community nach Skopje. Зборував исто така дека Куманово е втора поголема општина после Скопје и за мене што беше особено впечатливо е меѓуетничкиот соживот како главна точка и во тој правец мислам дека треба да работиме заеднички. И третата и најважната точка за која се согласиме 20-та е како да ги стопираме луѓето да ја напуштат Македонија, туку да ги мотивираме тие што се таму да се вратат да останат тука во светот. Разговараме за неколку идеи како тоа би може да го спроведеме и можам да кажам дека во иднина ќе соработуваме да тоа да го спроведеме на дело. Пред 2 дена Димитриевски оствари работна средба и со амбасадорот на Република Словенија во Македонија Милан Јазбец. На средбата се разговараше за досегашната меѓуопштинска соработка на Куманово со општините од Република Словенија за економијата и за образованието. Граѓанин на Куманово синоќа бил учесник во сообраќајна незгода во Росоман. 2 млади се тешко повредени при судир на Мицубиши и мотоцикл синоќа околу 19 часот во Росоман, информира СВР Велес. Сообраќајната незгода се случила помеѓу возилото Мицубиши Пајеро со кумановски регистарски броеви, управувано од 48 годишен кумановец, и мотоцикл Хамачи без регистарски броеви, управувано од 19 годишен жител на Росоман. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобиле возачот на мотоцикалот и 14 годишниот сопатник на мотоциклот. Повредените лица се пренесени во болницата во Кавадарци, од каде повредениот сопатник на мотоциклот е упатен на лекување во комплексот клиника Мајка Тереза во Скопје. Извршен е увид на местото на настанот. На влезот во градот ќе се гради кружен тек, најави градоначалникот Максим Димитриевски. Целта е Куманово да добие модерен влез во градот, но и да се намали сообраќајниот метеж.
Со изградба на кружен тек во градот, со дополнително поставување на столпчиња на булеварите и со отпочнување со работа на првата од трите планирани катни гаражи ќе се намалува сообраќајниот метеж во градот. Градоначалникот Максим Димитриевски смета дека на градот му недостига современо сообраќајно решение. Сметам дека на Куманово треба да ме се уреди ликот на влезот во градот, првенствено еден од приоритетите. Завршена е постапката за изготвување на градежен проект, тендерската постапка е во тек да си избере изведувачот. Верувам дека во текот на оваа година ќе отпочнеме со реализација на влезот во градот, а тоа е раскрсницата каде што се спојува трета македонска ударна бригада со 11 октомври улицата и ќе имаме едно модерно современо решение на влезот во градот кое што ќе биде за пример, па во следната година да можеме да планираме дополнителни вакви проекти, а со тоа и дополнително да го растеретиме сообраќајниот метеж во градот. За безбедноста во сообраќајот на патиштата и за намалување на метежот во градот се зборуваше и на вчерашниот локален совет за превенција, каде што председателката на советот Атина Мургашанска го поздрави проектот Нулта толеранција. Свесни бевме дека кај дел од јавноста ќе донесе позитивни критики и ќе зголеми популарноста, но некогаш тоа се непопуларни мерки кои не носат одведнаш од прва прифаќање, не носат политички профит, меѓутоа како одговорни чинители во оваа сфера мора да си го земеме реформскиот дел и да бидеме храбри и да носиме такви одлуки кои и во моментот и далекусежно ќе имаат добри последици за нас сите како професионалци и за нашите граѓани и за нашето општество. Бидејќи на прва сето тоа што делува поригорозно, па и како превенција, ако е задира во нечи комодитет, во нечи джеп понекогаш, не е популарно, ама далекусежно ние имаме одговорни граѓани, сваќаат и се приклонуваат дека е добро така да се постапува. Надлежните потенцираат дека постојната сообраќајна инфраструктура во градот е за непречен сообраќајен промет најмногу до 10.000 возила, а во Куманово има вкупно 27.000 регистрирани патнички и товарни моторни возила. Гимназијата Гоце Делчев активно е вклучена во 2 Еразмус проекти. Целта на проектите е осовременување на наставата, наставниот процес, воведување на нови методи и техники во образованието, но и развивање на вештините на учениците. Во рамки на истите, ученици и наставници има можност изминатиот период да ги посетат Романија, Португалија и Литванија. Какви впечатоци ни носат оттаму, ќе слушнете во следниот прилог на Елена Георгиевска. Нови димензии во образованието и 30 е многу доцна се насловите на 2 Еразмус Плюс проекти, во кои оваа учебна година е вклучена гимназијата Гоце Делчев со повеќе европски училишта. Целта на проектите е осовременување на наставата, наставниот процес, воведување на нови методи и техники во образованието, но и развивање на вештини на учениците за креативно размислување, лидерство, тимска работа. Во рамки на овие проекти наставниците и учениците од Кумановската гимназија изминатиот период реализираа неколку активности, а ги посетија и Романија, Португалија и Литванија. При посетите на овие држави тие се запознале со изведувањето на наставата, но и со примената на различни техники и методи. Во Лисабон, во Португалија, имавме можност да видиме навистина нови методи и техники во смисла на нови различни апликации, работа со роботи, дронови и многу иновативни методи на програмирање на дечиња уште од најмала возраст. Понатака на втората средба, која што исто така беше во Португалија, во Лисабон, имавме можност да видиме повторно еден нов начин и една мултикултура на ученици кои што заеднички функционираат од премногу националности во еден клас и навистина многу добро функционираат. Исто така начин на изведување, осовремена настава и наставен процес. И на крајот во Литванија исто така имавме можност да видиме многу практични настави, лаборатории опремени и нови апликации и технологии кои што и такако требаше да ги видат нашите ученици и понатака колку е можно да ги примениме во нашето образование. Апел до нашиот образовен систем малку се за осовременување на наставниот процес, опремување на лаборатории и кабинети кои што за жал се на едно многу ниско ниво за разлика од другиве земји каде што
Крајево имаме можност да видиме и да посетиме. Во рамки на проектот Нови димензии во образованието, тројца наставници и 4 ученици беа во посета на Шиаули, град во Литванија, каде што учениците имаа прилика да се сретнат со своји врсници, да посетат разни часови, каде што има интерактивна настава, часови по биологија, по информатика, по уметност, музика и учење на традиционални танци. Учениците беа многу задоволни, секако и ние наставниците имавме прилика да видиме како се подготвуваат часови и како работат наши колеги во Литванија, но и другите земји вклучени во проектот. Учениците од гимназијата кои учествуваа во овие проекти нагласија дека при посетите на државите, освен што се запознале со културата и историјата, стекнале нови знаења, но и пријателства. Имавме секој ден различни активности, се од самиот почеток па до самиот крај. Најголем впечаток ми остави активноста за запознавањето, пасија до учење на сите народни танци, а потоа и стрелаштвото, и секој ден беше исполнет со многу различни нешта кои до сега не сме ги испробале. Семејството во кој бевме добре дојдени, во кој бевме примени, не пречекаа многу убаво и се чувствувавме како дома. Контактите што ги направивме таму и пријателството што ги створивме, се уште и ден денеска се одржуваат и се надеваме дека наскоро ќе ги видиме нашите другари. Имавме прилика да го прошетаме Лизбон и да се запознаеме со нивните знаменитости, каде си поминавме многу убаво. Училиштето домаќин не пречека многу добро, ни овозможи да видиме каква е наставата во Литванија. Имавме настава во најразлични кабинети, каде што видовме примена на најразлични современи технологии, како што беше 3D технологија, преку која дознавме многу за нивната историја. Имавме можност да се запознаеме со нивната историја, со што посетивме национален парк и голем број други историски објекти. Исто така се запознавме и со нивната традиција, со што запознавме нивни традиционални ора и голем дел од нивната култура. Во рамки на двата проекти, наставниците и учениците од гимназијата наредната година ги очекуваат средби во Полска, Романија, Турција, Грција и Италија, но и два пати ќе бидат домаќини на представници од овие држави. Верниците на православната црква денеска го одбележуваат летниот Свети Никола, празник посветен на преносот на моштите на светиот отец Николај, Мирликинскиот чудотворец. Во прашање спомена настанот кога моштите на овој светец се пренесени од Мир во Бар, иако календарски не припаѓа на лето. Поради начесто убавото време кога паѓа овој празник, во народот се нарекува и летен Свети Никола. Според верувањата на овој ден никако не е добро да се пере, чисти домот и да се работат било какви домашни работи. Во некои краеви се одржал обичајот да се даруваат децата на денешниот празник, бидејќи Свети Никола е и нивен заштитник. Во рамки на проектот Подршка за легализација на ромско домување, представници на Националниот ромски центар ја посетија општина Велес, при што ги информираат граѓаните за нивните права. Проектот кој се реализира со финансиска подршка на Европската Унија го спроведува НРЦ заедно со Симбиозис 12 и ОРМ Бела Кула во Кичево. Ние, Националниот ромски центар, работиме на оваа легализација и кај вас сега има една шанса. Ке се спроведува еден проект. Ја затоа и да ви информирам. Оние што не направиле легализација на своите доми, без оглед дали македонци, дали роми, дали турци, дали се едно е. Имате право да си ги спроведете документите и ако сте поднеле елаборати и уште не сте го добили имотниот лист на ваше име, треба да одите во катастарот во општината и да се види тоа да се среди. Инаку овдека имаме еден водич, многу едноставен, така да кој сака може да му го дадеме, зашто ние работиме на ниво на цела држава и 3 пати сме го смениле законот за да продолжување на роковите. Како вие живеете, како вие тоа донесувате храна во текот на зимата, како децата идат у школа и сепак тоа обстоело. Она што сакав да го кажам и сега ќе го кажам, што го вели тоа и правниот субјект, дека за да вие имате црно на бело, ова е најважното. Морате да напишете документ. Пример, ќе почнам од основна работа.
За да имате документ за куќата, дека го оставате, треба да напишете документ, да си го заверете кај нотар. Така да некој ако од вас има проблем со документација, слободно дојдете тука, да дадете контакт, а ние после ќе провериме со општината, со катастарот тука во Велес, што е проблемот, зошто не сте го добиле се уште имотниот лист. Значи, ако сте пуштиле елаборат, ако сте направиле, дали имате канализација и тие работи, ќе напишете барање. Ако ве одбијат, тогаш ќе напишете жалба. А ние научивме веднаш да те одбијат и ние престануваме понатаму да си ги бараме правата. Не. И плюс, уште една работа, некако ми е тешко, но сепак ќе ви кажам. Вие за да овој пат тука биде направен како што е Луцерн во Швајцарија, и вака се високи улиците, ама се направени вака убаво, дотерани, за да не можат луѓето да се лизгаат, вие треба да се направите една голема петиција. Петиција со потписи на сите вас, да доставите до градоначалникот на општина Велес, ама тоа да биде јавно, која ќе ја доставите и граѓаните да ве видат и да го прикажете, една копија за вас, една копија за општината. Ама да го испратите и до делегација на Европска Унија, биќе Македонија веќе влегува според европски закони и од јуни, ако даде Господ, нема ние да бидеме побогати, ако влеземе у Европска Унија. Ама правото ќе биде поисправно. Борете се за иднината ваша, на вашите деца, на вашите внуци. Зашто вие ако не ги барате правата и ако не пренесете еден на друг, трет на четврт и со тоа да направите армија да информирате, запамтете го ова. Никој нема да ви мисли добро како ќе обстанете или никој нема да дојде у врата да ве каже како вие живеете, гладни сте, зашто немате струја. Морате сами да се борите. Собственичката на фризерското студио Нате, Наташа Додевска од Куманово, викендов освои 2 награди на меѓународен надпревар на фризери во Подгорица, Црна Гора, што го организираше Светската фризерска асоциација ОМЗ. На надпреварувањето учествувале 300 фризери од балканските земји, а Додевска беше единствена учесничка од Македонија во женска категорија. Таа посочува дека на надпреварувањето не само што се представувале себе си, туку и фризерите од Куманово и цела Македонија, што и било мотив повеќе да работи посветено и да ја покаже незината креативност. И пред 1 месец Наташа освои 2 награди, 2 втори места за изработка на невестинска фризура и фантазија фризура на меѓународниот сајам на фризури во Скопје во организација на Македонската фризерска асоциација. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. По сопствена иницијатива, Антикорупцијската комисија ќе ја испитува постапката за избор на канцеларии на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. На денешната седница е донесена одлука да се отвори постапка во која антикорупционерите ќе испитуваат како државните функционери ги трошат буџетските пари, кои лица користат службени возила, надоместоци за превоз, стан, одвоен живот. Фокусот ќе биде ставен на пратениците, но анкетни листови и формулари ќе бидат испратени до сите државни институции. Лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети за реконструкција на владата прво ќе разговараат со сопартијците, па потоа на лидерско ниво. Ова вчера беше договорено на средбата на председателите на партиите на власт, која траеше околу 1 час и 30 минути. На средбата на која требаше да се детектираат одредени слабости кај дел од функционерите од извршната власт, било договорено дека ќе следуваат консултации во двете политички партии, на чие чело се двајцата лидери, пошто разговорите ќе продолжат. Целта на овие иницијативи е обезбедување кадровски решенија за зајакнување на капацитетите на институциите во насока на исполнување подобри резултати на економски план и исполнување на очекувањата на граѓаните, велат од владата. Премиерот Зоран Заев вчера најави дека како коалициски партнери ќе разговараат за реконструкцијата, но и дека ќе се зборува за личности, а не за припадници на политички партии или професионалци кои се во владата.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и Северноатлантскиот совет на 2 и 3 јуни ќе ја посетат државата. Столтенберг и членовите на советот за време на дводневниот престој во земјава ќе имаат средби со државниот врв во врска со процесот на пристапување на земјава во Северноатлантската алијанса. Ова е прва посета на Столтенберг и високи представници на НАТО на земјава по подпишувањето на протоколот за членство на Северна Македонија во алијансата, што досега го ратификуваа 13 од 29 земји членки. По ратификацијата од страна на сите сојузници, земјава и официјално ќе стане 30-та полноправна членка на НАТО. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 22 степени, а минималната беше 9. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, а утринската ќе биде до 10. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.